Од 10 до 15 септември се очекува да започне новата жетва на белото злато во Кочанско Оризари. До крајот на септември жетвата треба да започне и во Чешиново Облешево. Ова се должи пред се на високите температури, но и на фактот дека има засејан ориз со помала вегетација од 120 дена. Ова е добро, велат оризопроизводителите, кои долги години се занимаваат со производство на ориз. Температурите беа високи, имаше долго време суша, ние планираме жетвата да започнеме порано, одредени предели каде што оризот беше засејан околу 1 мај. Тоа пред се од делот на Оризари и Кочанско. Жетвата ќе почне, јас сметам тука околу 10 до 15 септември, а со тоа се надеваме дека и кај нас, бидејќи ги гледаме промените кај оризот поради високите температури и кај нас кај што покасно сеевме на одредени површини и кај нас жетвата ќе почне тука околу 20-25 септември. Годинава се очекува и подобар квалитет на оризот, оти не се забележани болести како примерот од претходните години. Негативни промени нема, што значи може да се очекува добар квалитет и квантитет кај белото злато. Па за сега немаме некои негативни промени кај оризот, не согледуваме ние некои штети и појава на одредени болести, како што беше од ланската и поланската година. Од тие години имаше болести кај оризот и сами вие бевте сведоци. Оваа година го немаме тој проблем. Го има, но на не толкави површини, како што беше лани и полани. Затоа и сметаме дека квалитетот ќе биде подобар. Очекуваме рандаман од 50% и се надеваме дека ќе имаме квалитетен ориз на пазарот кој што можеме да го пласираме. Дополнително годинава се очекува и подобра цена на оризовата арпа, но и на белиот ориз. Со тоа ќе се помогне за екзистенција на оризарите, но ќе може да се продаде и оризот кој од минатата година стои во амбарите.